Неверојатно, но вистинито. Наместо кон децентрализација, власта на СДСМ и на ДУИ испраќаат порака за тешка централизација во Македонија. Заев сака да е и премиер и градоначалник во сите општини. Локалните власти служат за полнење со партиска војска и ширење терор. Поречиси 3 години повторно од буџетот ќе се покриваат долговите на градоначалниците од СДСМ и од ДУИ. Зошто? Затоа што се неспособни, затоа што не изработиле ништо и затоа што општинските јавни предпријатија служат за партиски испостави за вработување и полнење на администрацијата, наместо за проекти кои што ќе донесат бенефит за граѓаните. Пред 3 години беа поделени 50 милиони евра од буџетот. Логиката која што се сокри тогаш сепак беше многу видлива. Парите, кои што не беа потрошени за капиталните инвестиции, беа прераспределени за општините, наводно за да почнат да работат домаќински. Фактички, срамно високиот суфицит на пари, не потрошени за капитални инвестиции, се префрлија во бунарот без дно, повторно на градоначалниците на СДСМ и на ДУИ. Па чии долгови тогаш беа најголеми и требаше да се покриваат, ако не на Охрид заради наталожениот долг од Александар Петрески од СДСМ со преку 15 милиони евра долг. Потоа на Тетово, на Теута Арифи со преку 10 милиони евра долг. Па долгот на Струмица направен од Заев со преку 5 милиони евра долг и така натаму, да не ги бројам сите. Сега, во изборна година, повторно се турка срамен проект за враќање на долговите. Според предлог законот, на јавните предпријатија кои што се основани од општините, како што се комуналните предпријатија, водоводите, па за улици, паркинзи и слично, ќе им бидат опростени каматите и репрограмирани долговите кои што ги имаат кон државата и нејзините компании. Според овој предлог закон на СДСМ и на ДУИ, владата ќе ги казнува правните лица кои што нема да направат отпис на долговите на општинските фирми, односно на градоначалниците од СДСМ и од ДУИ. И внимавајте, во законот не се предвидува до која сума на парични средства ќе се отпишуваат долговите. Зошто сега повторно да се покрива долгот на Теута Арифи во Тетово или на оној неспособниот од Охрид што го пушти статусот на УНЕСКО низ вода? Затоа што за само 2 години градоначалниците потрошиле околу 2 милиони евра за набавка на службени возила. Ако на ова се додаде и оној срамен потек, парите од карго аеродромот, кој што не е изграден, да се пренаменат за финансирање и реализација на општински наводни проекти, приказната е сосема јасна. Локалните власти на СДСМ и на ДУИ служат за вработување и вдомување, како милуваат да кажат, за корка лепче, а сега власта ќе им ги отпишува долговите и ќе им финансира и гради проекти, наводно изработени од општините, за да се прикаже нивна нереална работа во изборна година. Почитувани, ова е срамно и не е ништо подруго од креирање на Потемкинови села, лажна слика за работењето на локалните властодржци од СДСМ и од ДУИ. А реалноста е дека градоначалниците се закануваат, тепаат, пукаат по полиција, организираат нелегални игри на среќа и добиваат шпорети, вршат терор врз населението, владеат со страф. Но и на тоа му се гледа крајот. Ви благодарам.